Здраво и добро дојдовте во ово видео каде што ќе говорам за толеранција, поточно за селф-толеранција. И ова е едно општо, односно воведно видео. Како што знаеме, имуниот систем е многу комплексен и многу добро не брани од најразличните патогени со кои се сретнуваме. Така, значи, ние на дневна база наидуваме на голем број бактерии, вируси, габи и слично. Со секој здив што го зимате, внесувате бактерии, вируси и габи во вашиот, например, респираторен систем. Секој пат кога ќе се исечете, кога јадете и слично. И вашиот имун систем многу ефикасно ве брани од сите овие патогени, така што вие не ни приметувате, така? Значи не се разболувате на дневна база. Дури и да има посериозен проблем, така некоја подлабока исеченица, па раката не знам ја ставите на некое место каде што има многу бактерии или вируси, така, например на некоја калнива или прљава површина и сега добијате инфекција. Најчесто имуниот систем ќе ја реши таа инфекција. Така, можеби ќе потрае недела, дена, но бактеријата нема нели да ве убие или пак вирусот. Сега, како имуниот систем ги препознава сите овие најразлични патогени кои постојат во природата? Тоа е малку чудно, така. Освен што има голем број патогени во природата, имуниот систем не препознава како одреден патоген, него он препознава антигени кои се наоѓаат на тие различни патогени. Така, значи на сите овие патогени имаме голем број антигени. Така што бројот станува уште поголем. И освен тоа, сите овие патогени организми во природата постојано мутираат. Така што и антигените кои се наоѓаат на даден патоген организам постојано се менуваат. Така, например, некоја бактерија, да речеме, има одреден ваков црвен протеин на својата површина, и имуниот систем го препознава тој, но после неколку генерации, например во природата, ќе се сретне истата бактерија, но сега со син протеин, кој е малце нели изменет. Имуниот систем може да го препознае тоа. Едноставно, имуниот систем може да се каже дека има способност да препознае скоро кој било антиген кој постои во универзумот. Нормално збориме главно за органски антигени кои се изградени од јаглеродни атоми. Така што постои шанса дури и да дојдат во земјани овдека, ако се изградени од органски молекули, и ако по предпоставка речеме дека носат некакви вонземјански вируси или бактерии, нашиот имун систем би требало да ги препознае. Океј, значи толку е добар во препознавање на различни страни тела кои влегуваат во нашиот организам. Сега, како нашиот имун систем успева тоа да го направи? Како може да препознае толков голем репертоар на најразлични молекули, односно антигени кои влегуваат во организмот? Тоа е главно поради генетски реаранжмани во одредени лимфоидни клетки, односно во Б и Т клетките. Така, значи Б и Т клетките на имуниот систем подлежат во својот процес на созревање на генетски реаранжман. Така што секоја Б и Т клетка која се создава има различен Б клеточен рецептор, односно антитело, односно имуноглобулин, и Т клеточен рецептор соодветно. Во ред, односно во секој даден момент ти имаш милиони, односно милиарди различни Б или Т клетки со различни рецептори кои може да препознават барем толку антигени. Односно може да препознават многу повеќе антигени што постојат рецептори поради ефектот на кросреактивност. Но, очигледно е дека при создавање на толку голем диверзитет на препознавачки молекули, односно антитела и Т клеточни рецептори, ќе се создадат и некои кои може да препознаваат протеини од нашиот организам, така, односно селф-антигени. Односно, патем овој процес на создавање на толку разноликост, се создаваат и автореактивни лимфоцити, односно имуни клетки кои можат да реагираат со собствените, односно нашите селф-антигени. Ако тоа се случи и овие лимфоцити не се отстранат, така, значи се ослободат во организмот и почнат да ги напаѓаат, односно да пробуваат да ги отстранат овие селф-антигени, тоа ќе доведе до автоимунни реакции, односно до автоимунни заболувања. Значи тоа се состои кога имуниот систем пробува да отстрани одреден антиген од организмот, а тој е селф-антиген. Тој нема да биде отстранет, тој е потребен. И нормално постојат вакви автоимуни болести. Скоро сите од нас сме слушнале за некој кој има некоја автоимуна болест или пак самите имаме. Од прилика 5 до 8% од популацијата, почесто женските, имаат некоја автоимуно заболување. Некои се посериозни, некои се помалку сериозни и најчесто се хронични, траат многу долг временски период, некогаш цел живот, нема лек, едноставно има добри или полоши терапии,
и доста знаат да го отежнат животот на тие кои патат од вакви автоимуни болести. Сега, нормално не сакаме тоа да се случува и кај голем дел од популацијата не се случува. Со цел да се избегне создавањето на автоимуно заболување, треба да се впостави и да се одржи толеранција кон сопствените антигени. Односно, тоа се нарекува селф-толеранција, каде што имуниот систем треба да ги игнорира, односно да ги толерира нашите антигени. И постојат главно два начина на кои се впоставува и се одржува селф-толеранција. Тоа е централна селф-толеранција и периферна. Во ред? И ќе зборам малце подетално за тоа сега во текот на видеото, но и понатаму во следните две видеа. Океј? Дополнително, сакам да спомнам дека антигените, без разлика дали се од надвор или пак се селф-антигени, можат да предизвикаат имун одговор или пак да предизвикаат имуна толеранција. При тоа, даден антиген го нарекуваме имуноген или пак толероген. Значи, најголем дел од антигените кои се внесуваат од надвор се имуногени. Океј? Но, многу зависи од тоа како ќе биде внесен антигенот, каде ќе биде внесен, кога, односно при кои услови ќе биде внесен и колку антиген ќе биде внесено. Многу често, например, може ти да јадеш праска и немаш автоимуна реакција кон праската. Океј, значи протеините кои се наоѓаат внатре у праската. Но ако земам, например, со инекција и земам дел од сок од праската, така внатре има таму протеини и други аглихидрати, липиди и слично, и го инектирам тоа директно во крвотокот, можеби ќе се развие имуна реакција против тие антигени. А додека ако изедев, немаше да се јави. Многу е битно исто дали во моментот кога имуниот систем се сретнал со антигенот, дали има некоја моментална инфекција. Најчесто ако има некоја моментална инфекција, например во цревниот тракт, имаш некоја вирусна инфекција и јадеш, например, во тој случај, не знам, многу јајца, има поголема шанса дека твојот имун систем ќе развие имун одговор против протеините од јајцата, односно ќе имаме реакции на хиперсензитивност од тип 1, односно алергија. Односно голем број од овие автоимуни болести се јавуваат најчесто поради некои вирусни или бактериски инфекции. И ќе видиме зошто тоа би било случајот. Океј? И зошто е многу битно да разбереме оваа селф-толеранција и повеќе да се истражи, бидејќи ќе помогне, како што увидовме, во решавање на автоимуни болести, алергии и слично, или пак за трансплантација. Например, кога имаш трансплантација на даден орган, многу често имуниот систем, нели, ако донорот е одветен, денеска се прават многу тестирања пред да се направи трансплантација, имуниот систем ќе го отфрли тој орган. Зошто? Бидејќи едноставно имуниот систем нема толеранција кон антигените кои се наоѓаат во тој новиот трансплантиран орган. И ние ако можеме да го натераме имуниот систем да стекне селф-толеранција против тие антигени, едноставно ќе прекине да го напаѓа. Лесен начин да се реши ова е дадените антигени да се презентираат на созревачки Т и Б клетки во тимусот или коскината срцевина, така што тие ќе стекнат централна селф-толеранција против овие антигени. Но за тоа ќе говорам подетално понатаму. И изучувањето на селф-толеранцијата може да помогне многу и при генска терапија, која ќе станува се поактуелна во блиски днина. Просто кажано, во генска терапија, значи зимаме некој ген, така значи овој ген би помогнал кај дадената индивидуа, ако биде внесен во соодветните клетки, бидејќи дадениот ген кодира за некој протеин кој можеби индивидуата го нема. Така најчесто тоа е некој ензим. И овој ген го ставаме најчесто во вирус, значи користиме вируси како вектори, најчесто се тоа аденовируси, и сега овој вирус го користиме за да ја инфицираме индивидуата. Така, например, го ставаме вирусот сега во индивидуата, каде што на кој е потребна оваа генска терапија, и сега тој ген завршува во дадените клетки кај таа индивидуа. И ќе биде решен проблемот барем за некое време. Значи генските терапии не се трајни, барем не за сега. Но имуниот систем многу често може да го спречи ова. Имуниот систем може да почне да ги напаѓа овие аденовируси или пак да имаме имун одговор против протеините кои ќе се создадат од страна на овој ново внесен ген. Бидејќи, еве, некој индивидуа и фалел одреден ензим во одреден метаболички пат. Сега ние сме го внеле генот и сега генот го прави потребниот ензим.
Така. И ќе си речеш добро, сега се е решено, но клетките умираат, ќе влезат во апоптоза и овие ензими сега може да завршат во околната средина. А имуниот систем на таа индивидуа, бидејќи никогаш не ги видел овие протеини, односно ензими, може да има реактивни лимфоцити против тие ензими и да се развие имун одговор. Така што генска терапија нема да биде успешна. Но ако можеме да ги натераме наводници овие лимфоцити да ги толерираат овие протеини, тогаш кај генска терапија би била успешна. Океј. Сега да видиме у кратки црти како всушност функционира централната и периферната селф толеранција. Нормално за ова ќе навлезам во повеќе детали во следните видеа. Значи имаме лимфоиден прекурсор кој може да се развие во Б или Т клетка. Океј. Значи во Б или Т клетка, односно во даден лимфоцит. Б клетките знаеме созреваат во коскијата срцевина, Т клетките во тимусот. Иако и Т клетки почнуваат во коскијата срцевина, али после завршуваат у тимусот. Сега во процесот на созревање, кој го разгледавме во големи детали во претходни видеа, и таму исто говорев исто и за толеранција, видовме дека на Б и Т клетките им се презентираат најразлични антигени. Така, значи им се презентираат селф антигени. И ако они многу силно реагираат со овие селф антигени, тие ќе подлежат на апоптоза, односно програмирана клеточна смрт. Така значи ќе умрат. Секоја значи лимфоцитна клетка, односно Б или Т клетка, која реагира со сопствени антигени во процесот на созревање на овие лимфоцити ќе биде отстранета. Интересно е дека и ако не реагира воопште, исто така ќе биде отстранета. Али за тоа ќе видиме зошто е случајот. Но тоа е најпрост начин да се реши така автоимуно, односно да се впостави толеранција. Едноставно, ако реагира против нешто сопствено, отстранија. Проблем решен. Така. Но има и дополнителни механизми. Еден е кај Б клетките да, ако реагира со нешто сопствено, да и биде дозволено, у наводници, на Б клетката да си го смени рецепторот малце. Така. Значи викаат, да, ти реагираш со нешто сопствено, ама еве ти давам втора шанса, промени си го рецепторот, па ќе видиме пак. Океј. А кај Т клетките, некогаш, кога реагираат со сопствени антигени, тие стануваат регулаторни Т клетки. И ова не е секогаш сигурно, не сме баш сигурни зошто е случајот. Има зголема експресија на ни FOX8 гени, ќе видиме што како понатаму. Но интересно е дека може и тоа да се случи. Значи, Т клетки кои реагираат со сопствени антигени, наместо да бидат отстранети под дејство на апоптоза, стануваат регулаторни Т клетки кои се многу битни во периферната толеранција. Океј. Сега, ова не е совршено. Некогаш некои селф-реактивни лимфоцити ќе успеат да избегаат низ оваа селекција. Океј, значи да се протнат некако. Така што сега ќе им биде дозволено да завршат во околната циркулација, значи сега се зрели, наивни лимфоцити. И сега, кога се наоѓаат во околната циркулација, си викаш, сега е опасното. Ако сега сретнат селф антиген, ќе се развие автоимун одговор. Така значи, односно автоимуна болест. И да, тоа би се случило, но интересно е дека има и периферна толеранција, значи кој второто ниво на одбрана. Односно, иако избегале од централната толеранција, значи успеале да се шмугнат во периферијата, сега и да реагираат со селф антиген, ако тоа не е соодветно и немаат костимулаторни сигнали, например, дополнителни поддржувачи на тоа реагирање, тие ќе станат или анергични, каде што веќе нема да реагираат со тој антиген, или пак исто така ќе влезат во апоптоза. Значи, ќе бидат отстранети преку низа механизми. Но и тоа да не се случи, овие Т регулаторни клетки кои преживеат централна толеранција, сега ќе ги супресираат. Значи, они имаат имуносупресивни дејства врз овие автореактивни лимфоцити. Океј, за ова ќе навлезам во повеќе детали во следните видеа, но тоа е главната идеја. Централна толеранција е да во процесот на созревање на лимфоцитите, ако некој реагира со нешто сопствено, веднаш да биде отстранет, а периферна е дури да реагира, мора да има како поддршка во тоа. Нема да се случи сам ја да реагирам и да развивам автоимун одговор. А ако нема поддршка, исто така нема да се развие автоимун одговор.
Тоа е главната идеја. Нормално има тука повеќе финеси, механизми кои ќе ги разгледаме. И овдека во оваа презентација не е представено нешто дополнително, кој исто така е дел од периферната толеранција, а тоа е криење, односно скриени селф-антигени. Односно, при процесот на созревање, така, централната толеранција, не сите селф-антигени од телото им се прикажани на созревачките клетки. Така, значи, прикажани им се тие кои се најчести, бидејќи нема шанси сите да им бидат прикажани. Океј. Тие кои не им се прикажани, најчесто остануваат скриени. Такви се, например, антигените кои се наоѓаат во мозокот, во тестисите, во јајниците, фетусот, окото, главно задниот дел од окото, и фоликулите на влакната. Овие антигени не им се прикажуваат на созревачките Б или Т клетки, или пак ако се прикажат се во многу помала мера. Исто така, овие ткива немаат голема лимфна циркулација. Односно, многу помалце лимфоцити се наоѓаат во овие ткива, така што се намалуваат шансите да некој автореактивен лимфоцит ги сретне овие антигени. Океј, исто така, околната средина кај овие ткива има и имуносупресивни цитокини, намалена експресија на МХЦ класа 1 молекули. И се тоа отежнува да имуните клетки, подочно лимфоцитите, да развијат автоимун одговор против овие ткива. И поради тоа овие ткива се наречени имунопривилегирани. Океј, значи имаат привилегија да имуниот систем не е толку присутен таму. Сега може да се случи, например, окото едното да биде повредено. Така? И сега при таа повреда дел од антигените од окото ќе завршат во крвотокот. И сега од крвотокот ќе се распределат низ организмот, ќе бидат сретнати од некоја имуна клетка и сега ќе се развие автоимун одговор против антигените во окото. И сега, иако си го повредил десното око, може да почне и левото да се воспалува, бидејќи имуниот систем почнува да го напаѓа левото око. А и десното, нели, истовремено. Или пак си добил инфекција на едното око. Поради таа инфекција, потребни се имуни клетки да дојат таму да го решат проблемот. И они доаѓаат да решат инфекцијата, али патем наидуваат на овие скриени антигени. И сега може да се развие автоимун одговор. Во ред, и тоа е многу интересна тема за тие имунопривилегирани ткива и како се всушност функционира. Нема да навлегуваме во детали, но поентата ми е да ги спомнам колку да имате увид и да ги знаете дека всушност постојат. И тоа гледате дека се главно места каде што е очигледно дека ако има големо присуство на имуниот систем, само ќе направи проблем. И ќе се видиме во следното видео, каде што ќе говорам за Т клеточна толеранција. Довидување.